Алијанса за албанците крилото на Арбен Таравари поднесе представка до Уставниот суд за законот за прекршоци со чии измени беше возможено да стапи на сила Safe City. Уставниот суд согласно уставот истите ќе ги разгледа и истото ќе ги поништи како неуставни овие измени на законот за прекршоци, кои што се во дел од законите за Safe City. Предходно представка до Уставниот суд за истото прашање поднеси Алијанса за албанците крилото на Зијадин Села, кој при поднесувањето, повикувајќи се на најавата на Алијанса за албанците Таравари, изјави дека сериозните прашања не треба да се оставаат во рацете на несериозни луѓе. На ова денеска одговори пратеникот на Алијанса за албанците крилото на Таравари, Халил Снопче. Me rëndësishëm që të shfuqizohet për shkak se mendojmë ne është në kundërshtim me kushtetutën. Okej, neni nanti kushtetutës garanton barazi gjithë qytetarëve. Ashtu siç tha avokati, domethënë aplikimi vetëm në 3 qytete është një shpërndarje jo e barabartë, jo uniforme. E tani për deklarat e Zërin Selës nuk dëshiroj të komentoj, por normalisht serioziteti shihet në parlament. Serioziteti shihet në deklaratën e foltores parlamentit. Deputeti Riad Shaqiri paralajmëroi se ne do të çojmë ankesë. Në ditën kur votoi ligji dhe deputeti Shaqiri paralajmëroi, Zërin Sela nuk ishte në parlament. Покрај представките на двете крила на Алијанса за албанците, по истото прашање представка поднесе и Јили Пачуку во свое име и како студент по право, но истиот е и новоизбран член на Генералниот совет на ДУИ. Уставен суд по овие две представки веќе формираше предмет по кој ќе одлучува. Инаку системот Safe City ќе започне со примена од 1 февруари, најпрво само во 3 града, Скопје, Тетово и Куманово, како и на коридорите 8 и 10. Надлежните институции најавија дека во текот на 2026 година се предвидува системот да започне да функционира на целата територија на државата, но се уште нема конкретен датум кога ќе започне во останатите градови.